Еве погледнавме како ќе се прославува токму овој роден ден. Да позборуваме барем малку повеќе, што навистина сигурна сум дека има зашто да се зборува, барем еве оваа последна година од еве според вас најкарактеристични случувања, најголеми успеси и нормално се подразбира дека секогаш кога се работи, можеби има и падови, Да. но секогаш тоа е дел од процесот, дел од работата и е една комбинација, да речеме, од се и сешто. Па вака, минатата година прославивме 70 години, што беше одбележено со една завидна фотомонографија од представите од последните 5 години на Народниот театар Битола, во која што, онака како што ја нарековме ние, Нови хоризонти, беше представена идејата и програмата за театарот како културна институција, која што последните години ја раководи мојот колега сценографот Валентин Светозарев и во која што јас сум уметнички директор. Тоа останува наша определба и понатаму, во смисла идејата за отварање на нови хоризонти, нови пријатели, нови простори кои што не сме ги освојувале, се трудиме да ја продолжиме и понатаму, така да во оваа година, 71-та, сакам да кажем, тоа беше поприлично амбициозно и се оствари на некој начин, зашто сме задоволни. Во таа имавме 4 меѓународни гостувања. Едното гостување беше во Санкт Петербург, со кој постојано имаме соработка. Другото и многу екзотично и интересно беше нашето гостување на фестивалот во градот Ако во Израел. Меѓутоа и гостувањето во Националниот камери театар во Тел Авив. Тоа е нешто каде што за прв пат се оствари гостување на македонски театар и на македонски јазик. И беше едно навистина прекрасно доживување и во регионот имавме 2 гостувања. Имено представата Отело беше поканета на фестивалот во Инџија и се одигра во Националниот театар во Нови Сад. Тоа на Шекспировиот фестивал што го организира Никита Миливоевиќ и тоа беше навистина едно специјално доживување за оние кои што сме веќе подолго време во театарот и кои што после 20 години одигравме представа во Нови Сад, каде што често, иначе, гостувавме на фестивалот Стерино позорје во времето на бивша Југославија, меѓутоа сега, после толку години да се сретнат пријателите и поддржувачите, оние кои што го познават Битолскиот театар, и ја наполнија салата во Националниот театар и не испратија со воодушевување, беше навистина едно специјално доживување и помладите актери кои што ево за прв пат имаа можност да запознаат нешто што еве на некој начин ни е толку блиско, а некако далеко и се надеваме на поинтензивна соработка понатаму. И исто така нашата представа Хамлет машина која веќе 3 години се игра на сцената на Народниот театар. После гостувањето во Суботица минатата година, оваа година ја покани и учествуваше на фестивалот за алтернативен театар Фијат во Подгорица и тоа беше исто навистина интересно искуство во таа смисла на тоа што представата навистина и покрај својата специфика публиката покажува голем интерес и долго ја играме на нашата сцена и се надеваме дека режисерот Урбан Андраш кој што навистина ги освојува просторите наоколу и добива награди на секаде каде што ќе работи, сака и најверојатно ќе работи нова представа во нашиот театар до година. Тоа беа вака позначајните меѓународни достигнувања на нашиот театар, меѓутоа исто така сакам да кажам дека со новите одредби на Министерството за култура има една специфика што значи дека театарот треба да гостува во најмалку 5 општини во државата, надвор од својата матична сцена. Во таа смисла имаме неколку представи кои што гостуваат наоколу во градовите и сме изненадени од тоа како е посетени се представите, колку луѓето имаат желба и потреба да гледаат театар, како на пример последните гостувања во Куманово и во Виница. Во Куманово сме оделе повеќе пати, меѓутоа Виница да речеме не сме биле никогаш и навистина бевме изненадени колку има публика и колку добро реагираат на представите. Една од другите работи што се новитет во работењето е тоа дека покрај представите што се финансирани од Министерството за култура, а во нашиот случај се тоа 5 представи, театарот има задолжение исто така со своји сопствени средства да произведе 2
представи кои што се надвор од официјалната програма. Во нашиот случај ние годинава имавме 3 такви проекти и можам да кажам дека покрај тоа што очекувањата и средствата кои што се вложуваат во нив се навистина скромни и минимални, успехот што тие представи го постигнуваат е завиден и се надевам дека тоа ќе стане практика и во наредните години. Станува збор за представите Кокошка во режија на Маријан Ѓоргиевски, представата Happy End што ја режирав јас и нашата предпоследна премиера, значи Последната ног, што ја направи режисерот Андреј Цветановски. Според вашето искуство, нели е долгорочно, долгогодишно, сметате ли дека во Битола има ли публика и заинтересираност и не само во Битола, туку и еве на регионот? Обично секогаш тие што се помали градови, не дека сме многу помали, да речем, од главниот град Скопје, сепак метрополата секогаш си го носи своето, односно секогаш е на врвот. Тие што сме некако помалечки, имаме некое мислење дека не сме толку актуелни, можеби не сме толку квалитетни, не сме толку посетени. Дали сметате дека еве на оваа територија сепак Битолскиот народен театар има што да покаже, односно да се пофали сепак со квалитет и со... Мислам дека тој проблем е малку поголем и би требало да има поголема дебата околу тоа прашање, затоа што главниот проблем во театарот во Македонија во моментот е тоа што нема релевантна театарска критика. И тоа навистина не ги определува нештата што навистина е добро и што навистина е позитивно и што го менува театарот во Македонија, вклучително и во нашиот. Меѓутоа, од свој собствен рекурс, секогаш човек или ќе биде премногу задоволен од тоа што го прави, или пак постојано го критикува, мислам, тоа што го прави. Тоа е се нешто со кои што ние секојдневно се соочуваме и покрај тоа што се прави се што мислиме дека е возможно во определен момент, исто така има и многу незадоволство. Меѓутоа, тоа е проблем кој што го гледаме ние самите, а кога луѓето го гледаат од надвор, е навистина обратен ефект. Вчера имавме гости, например, од Куманово, од театарот во Куманово, секогаш кога дојдат во Битола, вика тоа е едно посебно чувство и театарот е навистина е професионален. Секогаш од надвор луѓето кога работат со нас го не доживуваат како навистина многу професионални и не сме имале досега случај некој да работел, а да не сака да се врати повторно, туку напротив, понудата за луѓе да работат во нашиот театар е многу поголема отколку што ние навистина објективно можеме да сработиме. Така да кога луѓето не гледаат од надвор, викаат дека покрај театрите од Скопје Битола е единствениот театар кој што тие не го доживуваат како провинцијален. И јас исто така мислам дека тоа не е така. Во Битола мислам дека театарот завзема централно место во културата затоа што нема други театри, има независни театри, представи, проекти. Домот на културата, Центарот за култура има многу активности последните години, па исто така едно место каде што се собира поголем број на луѓе, меѓутоа мислам дека театарот во континуитет, со оглед на тоа дека не имаме секој ден представа освен во недела, е место каде што се собира публика и публиката сака да доаѓа на театар, иако глобално викаат дека интересот за театар се намалува. Меѓутоа, кога се зборува за Скопје, навистина таму има 10 театри и не знам колку други случувања настани и нормално е дека публиката се распределува онаму каде што има интерес, кој повеќе ќе привлече внимание. Меѓутоа, сакам да кажам дека оценките за тоа дали нешто е добро или не, и поготово во медиумите се сведуваат на субјективна анализа и многу често тоа се работи по симпатии или по личен интерес или по достапност до медиумите. Да речеме, многу често кога не канат за некакви емисии од овој тип во Скопје, немаат пари да ги покријат трошоците или не очекуваат дека сме од Битола, значи се немате едни елементарни информации за нешто да се направи и мене навистина, например, не ми недостасува поголема застапеност во етерот во Македонија. Мислам дека и нашите телевизии покриваат огромен дел. Интернетот има таква моќ денес, така да
без разлика дали сте таму или не сте, нешто навистина многу брзо може да се расшири и добрата вест да се чуе многу брзо и лошата исто така нормално. Од таа смисла, мислам дека може би актерите се чувствуваат малку повеќе запоставени, затоа што нивните колеги навистина имаат многу повеќе можности во Скопје и за дополнителна работа на телевизии, и за синхронизации, и за представување во медиумите и некако, мислам и природата на нивната работа тие треба да бидат изложени во медиумите, а да речам пак јас лично и како уметнички директор мислам дека навистина не ми недостасува поголема застапеност во медиумите, поготово во печатените. Сакам да кажам дека неколку пати сме доаѓале дури и конфликти, уредниците викаат дека тоа е она што нивната публика интересира. Меѓутоа мислам дека се сведува помалку сака да се привлече внимание со нешто што е некако скандалозно, да речеме, и многу често се извлекува погрешен контекст, дури и од интервјуа или од представи што се покажуваат. Не мислам дека тоа е начинот да се донесе публика на сцената, мислам дека тоа е малку веќе демоде и мислам дека се чувствува некогаш, да речеме, кога постигнувате голем успех, како например прв пат настапувате во Израел или во Кина, мислам дека се тоа големи успеси на македонската култура кои што тешко ќе се повторат дури и во иднина. Мислам дека тоа сепак заслужува насловна страна. Секако се согласувам, имајќи предвид дека навистина е реткост и не е баш лесно да се одигрува представа токму секој ден, освен недела. Значи, тоа е институција која што навистина вложува еден огромен влог од целокупниот кадар, што еве дел од нас, но и дел не знаат, например, што се треба за да се подготви една представа, колку луѓе, еве, може би поинтересно прашање, знам дека сите ги интересира, барем во глобала, за една представа, колку време нели е потребно да се подготви, колку целокупен кадар треба да биде дел за да изгледа она што еве купувате нели карта и едноставно седнувате и уживате во самата представа. Па процесот е долг. Мислам, објективната работа е некаде околу 2 месеци на еден проект. Она што навистина е како ефективна работа за да се произведе една представа, без разлика колкав е обема. Дали се 20 актери на сцена или 20, време траењето за подготовка е исто, затоа што процесот е ист од читањето на маса. Меѓутоа, многу и пред тоа, тие што се создава авторите на представата, некогаш може би и по цела година се спремат додека дојде навистина моментот. Така да, например, ние проектите за идната година ги пријавивме во месец јуни, така да луѓето кои што планираме да работат идната година, вклучително со се термини кога ќе работат, знаат веќе година дена или година дена и пол од напред и се подготвуваат да соберат материјал, да направат превод, адаптација и така натаму. Се сложени процедури, меѓутоа сакам да кажам дека нашиот театар сега брои околу 80 вработени, тоа е една значи мала фабрика. Би можело да се рече од кои 35 се актери, а другиот дел е администрација, техника и полууметнички персонал кој што секојдневно доаѓа на работа како и секаде во било која друга фабрика. И по последниот коментар дури на министерката за култура на Република Македонија која беше на фестивалот Браќа Манаки, во еден неформален разговор кажа дека со нас нема проблем во смисла тие се фабрика, мислејќи на тоа дека ние навистина имаме еден систем во кој што можеме да произведеме представа и за среќа и за разлика од другите театри во Македонија, нашиот како театар е навистина добро екипиран со кадар кој што треба да произведе една представа, во смисла имаме работилници за сценографија, за костими, имаме сега по најновите вработувања неколку режисери, драматурзи кои што одат на сите проби, подготвуваат материјал, имаме сценограф, костимограф, нешта за кои што, например, другите театри навистина треба голем дел од средствата што ги добиваат да ги издвојат и
нема да можат да дојдат до резултати или до квалитет визуелен или било каков кој што би го посакувале во однос на нас, кој што, например, можеме многу нешта да произведеме сами, а исто така имаме и огромни фундуси или магазини од представи кои што се играле во минатото, сето тоа се чува, се складира и се преработува за потребите на нови представи. Па токму затоа и го поставив нели ова прашање од причина што за гледачот, за обичниот граѓанин, нормално да се работи во театар не е како да се работи нели во фабрика, бидејќи станува збор за поинаква атмосфера, поинакви луѓе. Тука има креативност, уметност, иновативност, значи енергијата е многу поинаква и нормално работите нели на поинаква фреквенција. Се подразбира секогаш има и позитивно и негативно, но сепак театарот е поинаква институција. Дали некогаш ви се случило да имате сугестии, било позитивни и негативни од страна на обичен гледач? Па како не, мислам, ние и самите помеѓу себе кога работиме представи, често, да речеме, од колегите доаѓаат на проби и даваат своји сугестии. Сепак тоа зависи од режисерот. Мислам, театарот е специфично место, меѓутоа исто така мора да се каже дека станува збори за присуство на многу суета. Уметниците се исто така многу суетни луѓе и да речеме многу од нив не поднесуваат негативна критика. И меѓутоа ние сепак можам да кажам дека театарот е специфичен и по тоа што голем број од актерите работат веќе многу долго заедно, значи 10-20 години, и тоа е навистина еден вид на театарска трупа или повеќе би рекол фамилија во која што немаме проблем со тоа да ги кажеме гласно работите што ги мислиме едни за други и она за што го работиме. Нормално дека има и групи, дека има луѓе кои што повеќе сакат да работат заедно и помалку и така натаму, меѓутоа мислам дека кога еднаш ќе се направи поделата кој игра во представата, кој работи, дека сите се однесуваат професионално и дека ги извршуваат своите обврски задачи. Од гледачите исто така имаме некои кои што се постојано не пратат и често доаѓаат и секако дека коментарите и позитивни и негативни стигнуваат до нас. Сакам да кажам дека сепак тука се работи за вкусови и често се вика за вкусовите не се разговара затоа што секој ги гледа работите од свој аспект, меѓутоа сите критики и пофалби и негативни зборови и позитивни, сакам да речам, се секогаш добредојдени. Ние театарот има и едно бифе, нели, кое што е од интерен тип, меѓутоа и од отворен карактер. Луѓето често доаѓаат и сакам да кажам дека некогаш едни од најважните работи, коментари, човек може да ги слушне и таму или да ги слушне од некој друг. Сега, како што реков и на Facebook, например, многу често има коментари кои што ги земаме во обзир, да речеме луѓе кои што после од гледана представа коментираат каква беше представата. Многу често тоа исто го земаме во обзир. Сето секогаш има и позитивни и негативни страни. Некогаш тие фактори се земат за многу релевантни, а друг пат викаме дека тоа не е баш и толку важно. Меѓутоа се е важно, тоа е еден голем мозаик. Ние имаме и служба од маркетинг која што има и официјална страница на Facebook, има и фан страница во која што сите коментари се секогаш добредојдени и нашиот театар, мислам, навистина во еден сегмент работи како фабрика до 4. Значи секогаш има простори и луѓе кои што се отворени за секаков вид на соработка, коментари и прашања до вработените и еден дел кој што навистина работи навечер или има проби или представи. Еве и проникнавме некој друго прашање во однос на пробите. Кога, например, е најдоцна, што може да се случи, например, проба? 9-10 часот може би ли подоцна? Па вака, пробите наутро започнуваат во 10, официјално и траат некаде до 2, затоа што пред ние, како што реков, сме репертуарски театар и секој ден имаме друга представа и често секој ден е различна представа. Се води сметка за тоа колкава сценографија има во
колку време им треба на техниката да размести една светлото, една сценографија, па да намести друга за вечерната представа од 20 часот. За среќа театарот има неколку алтернативни простори, две простори каде што се работи на маса, што викаме, и имаме таа новата сцена во која што подолг период може пробите да се одржуваат без да си сметаат едни на други. Имаме и сцената под ротација. Зависи, меѓутоа во принцип пробите траат од 10 до 2 и најчесто попладне од 18 до 22 часот. Меѓутоа тоа е пак индивидуален начин на работа на режисер. Некои сакаат да имат подолги проби, например од 10 до 16 со подолга пауза за ручек, зависи како се чувствуваат ефективни. Битол е мал град, луѓето стигнуваат брзо и нема, како да кажеме, во таа смисла прилично комфортно за разлика од големите градови по светот каде што се случува често да доаѓаат наутро да не можат да си одат до крајот на представата што ја играат навечер. Пробите се интензивираат некаде пред премиерата, да речеме, таа последната недела. Навистина се трудиме да актерите нема други ангажмани, затоа што кај нас скоро да нема представа во која што некој актер кој е на проби не игра во друга представа. Актерите се тие и често многу од нив играат во повеќе представи, така да последната недела пред премиера оставаме простор само за дупли проби ги викаме ние, значи на саба наутро и попладне за истата представа и најчесто пробите наутро се работни, а навечер има генерални проби во кои што се вклопуваат многу сегменти, како сценографија, костими, светло, шминки, фризури, фотографии се прават, се снима видео, мислам има многу сегменти кои што треба да се вклопат и тие најчесто секој автор музика, нели, си бара одделна проба за својата работа да ја проведе онака како што мисли дека е најдобро. Така, како за крај на нашиот разговор, што е она што е најтешко кога се работи во театар? Кога е оној момент кога е најстресен? Па не знам како да кажам, мислам, театарот е една работа во која што, мислам, како и вашата работа е јавна работа и тоа е изложено на погледи и на јавна критика секогаш. И без разлика на долгото искуство во таа професија, сакам да кажам дека секоја представа е навистина стресна, до моментот додека не сме сигурни дека е готова и дека треба да излезе, да има премиера и често се поставуваат некои рокови, токму заради тоа таа некаква слобода и таа некаква бесконечност во творењето сепак мора да се стави во некакви рамки и тоа е некогаш стресно, затоа што многу често, навистина, секогаш се има чувство дека да имавме уште една недела или уште 10 дена или уште еден месец, нештата ќе беа можеби поинакви, и меѓутоа тоа е точно, меѓутоа сакам да кажам исто и како дел од менаџерите на театарот, сепак роковите постојат и тоа е она што за еден уметник е најчесто многу тешко да се стави во определена рамка временска, многу често и материјална, нели, ево тоа исто сакам да кажам дека театарот за да се произведе една представа навистина кошта и нормално дека кога се работи со поскапи материјали, нештата изгледаат подобро и има многу фактори кои што те ограничуваат во таа некоја слобода. Актерите пак од своја страна имаат нешто што се вика трема и тоа е неверојатно колку и покрај големото искуство, секогаш, еве сега повозрастните актери, например, кои што се и во последната представа, навистина како прв пат да настапуваат на сцена, чувствуваат еден вид на позитивна трема, затоа што многу често ние кога сами правиме си и гледаме представите е едно, а кога доаѓа публиката, значи следниот стрес е тој контакт како публиката ја восприема представата. Затоа што некогаш некои работи нас не се и прекрасни, и смешни, и интересни и така натаму, меѓутоа тоа не значи дека публиката тоа исто така го доживува, затоа што, како што и сами кажавте, театарот е специфичен, по тоа што навистина е поинаков и еден, сепак би рекол, со цела своја отвореност, сепак еден затворен свет и круг и комуникацијата се сведува често, најчесто во нашиот живот само помеѓу луѓето со кои што
работиме и немаме многу представа за она што може би се случува надвор и кој се не гледа и кој што гледа во меѓувреме и навистина е интересен тој контакт, стресен, но интересен со публиката, дали нашата представа преминува преку границата што викаме ние, дали успеваме да ја пренесеме енергијата и пораката, дали публиката се забавува или му е досадно. Так. Некоја представа. Навистина има уште многу за зборување, некако на времето многу брзо ни помина. Да. Кога станува збор за театар, театарската уметност секогаш е креативна и секогаш нуди поинаква енергија и едноставно опушта. Да. Ви благодарам за вашето учество денес. Ви посакувам многу успеси. Битолскиот народен театар да има многу публика, многу гледачи, многу убави интересни представи, нормално многу успеси и секако гостување надвор од Македонија. Да, благодарам и вас. Значи останува уште еднаш да поканиме публиката вечерва на предпремиера, утре на премиера, понеделник на реприза. Представата е со ограничен број на гледачи, така да неверојатно многу луѓе ќе останат без можност да ја проследат денови, меѓутоа ќе биде на репертоар понатамо, а и сите останати представи што ги имаме на репертоарот. Секако уште еднаш ви благодарам. А, драги мои, доколку сакате да гледате представа, еве, знаете кога, каде и бидете дел од Битолскиот народен театар.